Значи сме првите кои во светот сакавме да имаме идентитет како личности. Значи Ал-Леп, тоа му е име и презиме. 40.000 години македонците знаат за името на големата мајка Ма, која фактички влегува во основата на името Македонија. Нели? И 40.000 години ние знаеме за богот на сонцето Ил. Мојот татко се викаше Илјо, син ми се вика Илјо, презимето ми е Илјов. Значи, името на нашите истоименици, нели, кои го носат името Ил, Ило, Илјо и така натаму, Илие, Илија и така натаму, фактички трае најмалку 40.000 години во континуитет. Значи, не се работи за некој дисконтинуитет во развојот на македонската цивилизација и македонската култура, туку се работи за континуитет најмалку од 40.000 години. Зошто тоа го зборим? Затоа што, ете, големиот научник Едуард Пиет или и други таму кои истражувале, благодарејќи на сајтот на Министерството за култура на Франција, зашто посебно сум благодарен и сите ние како македонци треба да бидеме благодарни, имат ставено 102 артефакти со релативно добра резолуција на фотографиите, кај што можат и да се зголемат, и благодарејќи на таков еден пристап, иако тие не знаеле што таму пишува, нели, Пиет во својата публикација во списанието Антропологија 1895 година, исто така има ставено 97 артефакти со цртежи и од нив јас успеав 57 да ги дешифрирам, што исто така зборува за еден континуитет во македонската писменост. Конкретно овој материјал е снимнат од интернет, ова е фотографијата, ова е мојот обид за дешифрирање на... Не, за транскрибирање на фотографијата, нели? И овдека децидно пишува и за наша среќа на два пати. Значи, тоа е на 6.2.2009 година. Тоа е едно од последните мои дешифрирања што се направени. И еве уште една исто така фотографија од интернет, тоа е конкретно пак истата, меѓутоа друг еден аспект, кај што е извршено дешифрирањето и овдека децидно, нели, е пренесено од фотографија, е прецртано, да кажеме, и тука во очив дека се работи за еден модул кај што е името Иле, значи деминутив од Ил на богот на сонцето. И тоа кога ќе се мултиплицира неколку пати од десно кон лево, ние овдека имаме едно кодирање на името Македонија, затоа што името Македонија може да се прочита од лево кон десно. Значи, цел надпис или сите надписи се од десно кон лево, а кодирањето е од лево кон десно и децидно можеме да прочитаме ние Македонија, еве и малку покрупно овака зголемено. Тоа е направено на 4.1.2009 година. Да биде нашата среќа уште поголема. Во тој материјал што го има објавено Министерството за култура на Франција, врз основа на истражувачките работи што ги има направено Едуард Пиет, и денес има во Мас де Азил, тоа е една пештера на границата помеѓу Шпанија и Франција, на подножјето на Пиринеите, што значи Пир, тоа е исто древен македонски топоним, значи цела територија на денешната Европа, која во тоа време, благодарејќи на овие дешифрирани текстови, се викала Зета Македонија. Значи, јас реков дека тоа е култура на великата македонска Зета или на великата Зета Македонија. Тоа не го збориме затоа што ние сме сега македонци и сакаме да си го одбраниме името, туку ова е наука. Верифицирано. Ова е верифицирано.